Навистина ми представува огромна чест и задоволство што сум денес овде на воспоставувањето на Центарот за прва психолошка помош и психосоцијална поддршка. Ова всушност представува едно прашање кое што често пати го занемаруваме, иако е од исклучително големо значење. Пандемијата, како што сите знаеме, предизвика страв, грижа, хроничен стрес за милиони луѓе на планетата. Сите бевме подложени на социјална дистанца. Голем дел од луѓето загубија членови на семејството, блиски пријатели и не помалку важна е и економската штета која што голем дел ја претрпија. Меѓутоа, неизвестноста за личната, за колективната иднина, всушност драстично ги зголеми проблемите со менталното здравје. Иако постојат огромен број студии кои што се спроведуваа уште за време на пандемијата и кои, верувам, се уште траат, дојдено до заклучок, како што спомна и министерот Филипче, дека навистина има несогледливи последици по менталното и по психолошкото здравје на луѓето, не само кај оние кои што прележале COVID-19, туку и оние што се околу нив, а генерално и кај луѓето воопшто, бидејќи сите бевме подложени, кој од нив дел беа во изолација и самата социјална дистанца допринесе кон влошување на психолошката состојба кај луѓето. Така што најголем дел од стручњаците тврдат дека со посправувањето со пандемијата, со вирусот, ќе мора да се справуваме уште долги години со пандемија, со проблеми со психолошкото, со менталното здравје кај луѓето, дури откако ќе заврши ситуацијата со вирусот и, за жал, сите овие негови нови варијанти кои што се појавуваат секојдневно. На Македонија веќе забележа зголемената потреба за психосоцијална поддршка на луѓето. Пред се тука зборувам за клиниката за психијатрија, кој што секако работеа и за време на целиот тек на пандемијата со граѓаните. Како што реков, оние што беа во изолација, исто така оние кои што загубија делови од семејството, всушност има потреба од зборови на утеха, на поддршка, зборови на надеж. За некои од нив од голема помош беше и самиот факт дека ја споделиле својата мака со обучено лице кое што ги разбира и кое што всушност сочувствува со нив. Верувам дека освен повозрасните лица и лицата од ранливите категории, лицата со помалку можности, посебно ранливи во текот на пандемијата всушност беа и здравствените работници кои беа во првите редови на борба со справување со вирусот и кои всушност и до ден денес се борат со истоштеноста и со депресијата. Истовремено, за жал, на површина излезе уште еден хроничен проблем. Тоа е стравот на многу македонски граѓани од социјална стигматизација. За разлика од некои други држави, кај нас, во нашето општество, за жал, консултацијата со психологот или со психијатар се уште представува табу тема. Со цел да им помогнеме на психолозите и на психијатрите да излезат во пресред со овој двоен предизвик, Црвениот крст на Република Северна Македонија всушност проведе обуки за обучувачи и тренери за прва социјална помош и психосоцијална поддршка. И јас морам да повторам што го спомена господјата, ние сме соработувале со Црвениот крст и на други проекти за време на пандемијата. Имавме хуманитарна акција, волонтираме за солидарно општество во март 2020-та и заедно со волонтери од други партнерски организации, меѓу кои Црвениот крст се разбира, подготвувавме хуманитарни пакети за поддршка на граѓаните кои беа од најранливите категории, кои што беа од социјален ризик, погодени од кризата со коронавирусот. Меѓутоа, на она што сум особено горда е моето волонтирање токму на SOS линијата за психосоцијална помош, каде што заедно со психолог и со волонтери од Црвениот крст на Република Северна Македонија секој четврток
одговаравме на повиците на граѓаните кои што се јавуваа на оваа SOS телефонска линија. Главно се јавуваа возрастни изнемоштени лица на кои што им беше потребна психосоцијална поддршка за полесно да се справат со стресот кој што во тој момент, тоа беше период на карантинот, всушност беше предизвикан од актуелната состојба. За мене тоа беше бесценето волонтерско искуство. На таков начин можев да разговарам со повеќе наши сограѓани и всушност на таков начин, барем делумно и на некој начин да се обидеме со другите колеги волонтери да им помогнеме. Со овој мој личен ангажман сакам да ги охрабрам што повеќе хумани луѓе да волонтираат за солидарно општество. Треба да бидеме свесни дека некогаш вистинскиот збор, изговорен во вистински момент, може да спаси живот. Драги пријатели, ме радува што оваа благородна, хумана иницијатива на Црвениот крст денеска прераснува во еден системски модел за давање на прва психолошка помош во услови на криза и во мирнодопски услови. Искрено се надевам дека овој проект на Црвениот крст на Република Северна Македонија ќе помогне за намалување прицел на социјалната стигматизација во општеството, за барањето на психолошка помош, а со тоа и да помогне во справување со негативните последици од пандемијата. Како сопруга на председателот на Република Северна Македонија, како професор, но пред се како човек, го храбрувам и го поддржувам овој проект за градење и за заштита на менталното здравје на луѓето. Ви благодарам.